Небулози и ширење страв. Вака првиот човек на владата Ковачевски ги оцени обвинувањата на ВМРО ДПМН дека работната група за уставни измени договара бинационална држава. Тој демантираше дека такво нешто се подготвува, но сепак останува отворено прашањето како токму Ковачевски ќе се справи со партиите од албанскиот политички блок, кои се погласно и поупорно бараат одстранување на формулацијата 20% од уставот. По низата лаги, ова е сега најновата. Мислам дека вчера даде изјава и председателката на работната група за подготвување на уставните измени. Работната група за подготвување на уставните измени, задолжена од страна на владата, има обврска да подготви уставни измени согласно со преговарачката рамка. Владата ќе биде подносител, а таа се однесува на промена на преамбулата и внесување на други делови од народи во преамбулата, во која што веќе има други делови од народи. Тоа е обврска која што е императив и основна работа на работната група, а подоцна и на собраниските тела според процедурата. Иако премиерот ги негираше информациите кои ги сподели лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски, сепак останува да виси прашањето како Ковачевски ќе собере 80 пратеника во собранието да гласат за внесување на бугарите во уставот, особено ако се знае дека БЕСА, а се поваројатно Алијанса на албанците, ќе условуваат глас за уставни измени со глас за отстранување на 20% од уставот. Без опозицијата и без овие партии од албанскиот корпус, а премиерот не ќе може да го исполни тоа што го вети на Софија, односно бугарите да бидат дел од преамбулата на македонскиот устав. Од ВМРО ДПМН пак бараат одговори. Велат нека каже Ковачевски што и како разговарале со Груби и каква кампања требало да се подготви. Ковачевски треба да одговори на јавност. Дали Груби кажал, а тој прифатил Македонија да стане држава на два народи, односно бинационална држава. И дали за тоа требало да има посебна кампања во престојниот период со која требало да се убеди јавноста во таа идеја. Според нашите информации кои ги објавивме во Комисијата за подготовка на уставните амандмани, се разговарало Македонија да биде бинационална држава, односно држава на два народи, неколку етнички заедници и малцинства. Ваквиот план на власта е поразувачки. Наместо Македонија да се бори против надворешните барања, се соочува со нови услови и од дома. Од ВМРО ДПМН предупредуваат Ковачевски да внимавал што ветува, без разлика на наградите кои ги добивал од ДУИ. Оти како што велат, само месеци не делат од изборите и Ковачевски да знае дека по истите ќе следи одговорност.